Дозволете ги официјално да ве поздравам. Добар ден на сите. Особено патно да будемето господинот Лукаш, што е воловен на Сраски експерт на Националната конвенција за Европска унија. Хрватска беше подбор на преговарачи за погледа 23 по превасилното и по време на преговорите. Тука се нашите експерти од Националната конвенција за Европска унија, што се во континуиран состав. Од поглавието 23 и поглавието 24, оваа сесија е заедничка на две работни групи, од причина што работиме тема која што ја опфаќа сите елементи, односно сите области од кластер 1 и се обидуваме на некој начин да придонесеме подобро инвеститорски пристап во кластер 1, да возможиме да се премостат овие, да кажам, овие мостови, односно да ги направиме овие мостови во секторите за кои што постојано зборуваме. Како нашиот поздрав во рамките на Европско движење е драги пријатели, тоа што сте денес со нас на оваа сесија. Ќе напоменам дека ова е 13-та сесија, можеби ова 13 не значи ништо, можеби значи се рекомендира подобра и позначаја на другите на темата која што дискутираме. И е сесија со која што ние продолжуваме во четвртиот циклус на Националната конвенција, значи кој сега имавме поминато 3 циклуси, кои што беа подржувани од страна на ЮСА и на Словакет. Во третата фаза се вклучи Европската унија во рамката за отворено партнерство и се разбере да подржуваме меморандум со Словакет да го развиваме овој отворен, транспарентен и инклузивен диалог во доменот на европската интеграција, односно што се однесува на пристапните преговори за членство во Европската унија. Имавме многу големи дилеми за која тема денес ќе дискутираме, поради изворниот амбиент кој што се напишува и кој имаме. Меѓутоа сепак одлучивме да работиме на теми кои што се однесуваат за владење на правото и оваа тема за механизмот за владење на правото на Европската унија навистина ни се чинеше многу пригоден во вакви услови во кои што ние се наоѓаме сега, бидејќи од една страна беше непознат за нашата средина, ние постојано зборуваме овде дека имаме дефицит во владењето на правото, дека повеќе треба да работиме на тој план. Во последните 3 години Европската унија работеше на развивање на еден посебен механизам за јакнење на владење на правото во рамките на државите членки во Европската унија, што и за нас, како истражувачи во доменот на европската интеграција, беше наистина интересно да се види како и зошто овој механизам за владење на правото во Европската унија беше воведен и развит и функционира преди 3 години, од каде што ни доаѓаат извештаи за владењето на правото во сите држави членки. Во принцип, што овозможува владењето на правото, ќе чуеме од нашите експерти и во која насока ние како држава која што е со кандидатски статус и со преговарачки статус во суштина, ќе работиме и ќе придонесеме повеќе преку, исто така преку овој механизам може да добиеме многу повеќе во подобрување на нашата ситуација во доменот на владењето на правото, затоа што сите знаеме дека тоа представува необходен услов за напредување во евроинтеграцијскиот процес. Инаку ќе напоменам дека се тоа се случува евроинтеграцијскиот процес доведе како нов тек во последните неколку месеци. Од крајот на 2023 година веќе зборуваме со малку поразличен вокабулар во однос на тоа во едност на европските интеграции, а тоа се случи поради новите иницијативи на Европската унија. Овде мислам на планот за раст, кој што на Европската унија, кој што е многу дискутирана тема, не само кај нас, туку и во рамките на целиот регион, меѓу
državi, da bi se po pregovarački kandidatski status, taka stala tema broj 1. Dobro, ovaj plan za razvoj, što сега ние како градиме сите заеднички, тоа е добрата страна на сето тоа, што тој се создава преку вакви типови на диалози, поставување на односно дискусии на сите нивоа, на сите општествени нивоа, не е само тоа област во која што е вклучена владата, се разбира владата си уште има доминантна улога, и тоа граѓанскиот сектор сега го си најде свое место. И по повод на дискусиите, по повод планот за раст, како и за механизмот за добиње на правото на Европската унија, што тук подржавме една регионална конференција во Тирана, во парламентот на Република Албанија, и ние како националната конвенција за Европска унија на Албанија и на Србија зборувавме за планот за раст и како ние можеме да го донесеме како платформа која ќе вклучува сите засегнати страни во оформувањето, во разрешувањето на сите дилеми кои што треба да бидат разрешени во текот на градењето на овој план. И тоа сепак треба да истакнеме дека се уште се работи само за план, што тоа многу прашање, затоа што може би овде ќе биде тема на дискусија. Во однос на механизмот за владење на правото, ќе чуеме многу повеќе од експертите, јас овде ќе застанам. Она што би сакала да го добиеме од оваа дискусија како препораки и како заклучоци, треба да се однесуваат на планот како ние, како платформа, како граѓански сектор, ќе придонесеме за исполнување на препораките, она што може би ќе не научи като лекција од сите овие дискусии денес, ќе биде како да пристапиме кон спроведување, кон имплементација на сите препораки кои што досега ги добиваме, а се разбира посебно овие за владењето на правото. Не се само оние кои што раѓаат од извештаите на Европската комисија, туку бројни меѓународни организации, и тоа некако како да се уште остануваме на она голе амбиент, каде што да, препораките се овде, ние ги знаеме, меѓутоа за имплементацијата ќе чекаме да добиваме. Меѓутоа време е да размислиме за самите препораки како ќе бидат имплементирани. Со ова мојата улога како некој што е поведувач во Националната конвенција за држава, конвенција да функционира на демократски принцип, нејзија водат копредседавачите и експертите. Сега му давам збор на копредседавачите, овде е Анжеле Масов, копредседавач на работната група за поглавје 24, и Мухамед Халили, кој што е копредседавач за поглавје 23. Со оглед на фактот дека ги споивме двете работни групи во една во оваа сесија, јас му замолила Мухамед Халили, бидејќи поглавје 23, нека поди пред поглавје 24, да продолжи со да ги најде другите дискутанти. Благодарам, Мухамед. Една слична тема која ја имавме на регионално ниво претходно во Тирана, каде и представниците на Србија, Северна Македонија, Албанија и представниците на Европската унија ги изложија нивните погледи од поглед на владењето на правото, правдата и слободата преку призмата на механизмите за владење на правото на Европската унија. Само кратко и повториле скоро истите зборови што сме ги рекли порано. Република Северна Македонија има механизми за владење на правото, но проблемот не е во имањето и немањето на механизмите, туку проблемот во спроведувањето и функционирање на тие механизми. Бидејќи тука имаме представник на една земја на која ние сите се повикуваме и што е реалност, дека многу успешно ги спроведува тие подготовки за
EU интеграција и имаме експерти од нашата земја кои се занимаваат со тие проблеми секојдневно, било како професори по универзитети и по други организации. Да го искористиме времето, би сакал да ја поканам Александра Дејановска-Трандафилова, координатор на работна група 3, професор на правен факултет и член 1, Универзитет Свети Климет-Один на збор. Поведете. Благодарам почитно господин Кади. Како што спомена и професор Кировска, ние го отворивме прашањето за механизмите за владење на правото во ЕУ на регионалната конференција во Тирана. Основната порака која што на самиот почеток сакавме да ја испратиме до сите е дека сме свесни дека состојбите со владењето на правото се под постојан мониторинг од страна на Унијата. И тоа не се случува само со државите кои што се кандидати за членство во ЕУ, туку се случува и со земјите членки. Иако можеби до 2019 година не постоеше некој подсврст механизам во таа смисла, некои состојби и случувања, например, како што беа познатите случувања со криза, со Полска и така натаму, покажа дека системите, дека владењето на правото еднаш достигнато на определено ниво не значи дека е константно, дека тоа се менува под различни действија, притисоци, околности и така натаму, оваа вредност може да биде сериозно намалена. Од тука се појави потребата да се проучи тој механизам за владење на правото во ЕУ, да видиме визави периодите кои што Европската Унија, поточно Европската комисија ги знема предвид при оценка на нашите држави, значи дали се поклопуваат, односно околу што се врти целата оценка. Ќе дадам јас тука краток хронолошки приказ како се развиваше овој механизам во Европската Унија, а после може да дискутираме, бидејќи тука сме си наши луѓе за кои што многу дискутираме на оваа тема и официјално и неофицијално, како овој механизам може да послужи за да научиме определени лекции, што овој днина не чека, се надеваме и никога наскоро и оптимистички би станали за член на него. Владењето на правото останува се уште чувствително прашање кое што редовно треба да се следи и заштитува и е клучна цел на Унијата. Европската комисија уште во јули 2019 година, од причините кои што претходно ги наведов, успостави така наречениот циклус за оцена на владењето на правото во Унијата со комуникација од 17 јули 2019 година, со цел да се зајакне капацитетот на Унијата за промовирање и поддржување на владењето на правото, и тоа преку 3 фази. Првата фаза е промоција или промовирање на општа култура на владење на правото во Унијата. Втората е превентивна превенција, спречување на евентуални проблеми со владењето на правото, во смисла да не се појават колку е тоа можно, и логично третата фаза или одговор е фаза на ефективен одговор како да се реагира, што да се направи во случај еве определени проблеми сепак да се појават, тоа да не се остави на некои механизми кои што не се доволно цврсти и не можат да дадат ефект. Во фазата на планирањето на овие 3 фази, односно сегменти од циклусот на владење на правото, првата фаза беше планирана меѓу другото и преку засилена соработка со меѓународни институции како што се Советот на Европа, Европскиот суд за човекови права, и случајно за прв пат во извештајот за владењето на правото во ЕУ во 2022 година беше направен осврт и на тоа колку земјите членки на ЕУ ги имплементираат важните пресуди на ЕСЧП, бидејќи тие се сметаат за важен индикатор за утврдување на нивото на владење на правото и во земјите членки на Унијата. Не случајно и во нашите прогрес репорти и во извештајот за скрининго се споменува како и ние во одредени сегменти може би оваа обврска не сме ја исполниле. Во фазата на промоција беше истакната и важната улога на граѓанското општество, академската заедница и различни мрежи, правосудни и така натаму за заштита на човековите права, мрежи, граѓански и слично. Зашто исто така беше нагласено и потребно соодветно финансирање од страна на Унијата. Во поглед на другите 2 фази, превенција и одговор,
Во фазата во однос на превенцијата, односно, беше воспоставен и почна да функционира еден механизам. Тоа е всушност механизмот за владење на правото, преку кој што се врши мониторинг на состојбата во земјите членки на ЕУ и како манифестација на тој механизам се појавува секоја година извештајот за состојбата со владењето на правото во ЕУ и генерално и во поглед на секоја од 27-те земји членки на Унијата. Во однос на фазата на одговор кога се појават проблеми, зашто всушност ние нема немислово да дискутираме, планот беше фокусиран на тоа што со поставката од член 7, што доколку владењето на правото е сериозно загрозено, како ефикасно брзо да се реагира и да се одговори. Европскиот механизам за владење на правото, како што реков, всушност вториот елемент од овој циклус, тој обезбедува процес на спроведување на еден годишен диалог меѓу Комисијата, соодветно Европскиот парламент, но и земјите членки преку националните парламенти, граѓанскиот сектор, значи цивилното општество и други важни чинители за овој процес. И, например, извештајот за владење на правото за 2023 година покрај дел за општата состојба во Унијата вклучува и 27 одделни поглавја за секој од земјите членки. Во него се испитани и елаборирани состојбите и позитивни и негативни на ова поле кај земјите членки на Европската Унија. И сето тоа се фундира всушност на 4 области, односно на 4 столбови. И самата методологија која разгледаме, како се врши тој мониторинг и самиот извештај како е структуриран, имаме 4 столба, односно области, а тоа се број 1, правосудниот систем, за тоа не треба ни да се чудиме. Број 2, антикорупцијска рамка. Број 3, плурализам и слобода на медиумите, значи исто важен сегмент од овој извештај. И четвртиот столб се другите институционални прашања поврзани со системот на проверки и равнотежен checks and balances, каде што меѓу другото, верували или не, е едно прашање што нас многу не интересира покрај вклученоста и просторот за делување на граѓанскиот сектор. Тоа е како изгледа постапката на довршување закони во одредена држава, дали се злоупотребуваат брзите, односно скратени процедури и така натаму, значи нешто што навистина е релевантно да го разгледуваме од наш аспект. Во поглавијата за државите, покрај тоа што не се констатира актуелната состојба, исто така се дава оценка што државата меѓу претходната и тековната година направила во поглед на идентификување на недостатоци од претходниот период. Методологијата за изработката на извештајот главно се состои од два сегменти. Првиот е инпут од самите земји членки, тие даваат информација или за значајни прашања на ова поле, преку одговарање на прашање, кој што беше ажуриран последните години, се разгледува нов процес во Унијата, трае 4 извештаи, кои се имало 5 текна изработка. Тоа е фокусирано околу овие 4 теми, односно столбови, меѓутоа од друга страна засегнати страни од типот на правосудни мрежи, здруженија, антикорупцијски мрежи на организации за човекови права, медиуми и така натаму. Исто така се консултирани од секоја земја членка и Комисијата тоа може всушност да провери дали она што од страна на државите е дадено соодветствува со оценките од овие други страни. Во овие извештаи, за разлика во нашите извештаи за напредокот, каде што ние не можеме да видиме оценката од каде произлегла, веројатно тоа е интерен процес, во овие извештаи точно може да се види со тесноти, со детали, да речеме кој каква информација дал, која информација не се совпаѓа. И Унијата во тој дел, мислам дека во пракса е така, колегата Турка може да потврди, не сака да ги оптеретува членките во смисла 100 пати да одговараат исти прашалници. Ако вие имате манивал извештај, Греко, препораки на Венецијанска комисија и така натаму извештаи, евалуацијски и други кои што се однесуваат на соодветниот период, тие може да се искористат, односно достапните податоци може да се искористат за извештај. Во поглед на првиот столб, правосудниот систем, анализата ги опфаќа сите судови, граѓански, кривични, административни, сите нивоа, значи сите инстанци,
Меѓутоа и сите фази на една постапка тука влегува и обвинителството по прашањето за независност, односно автономност, избор, разрешување, дисциплинска одговорност, квалитетна правда, должина на постапки и така натаму. Во поглед на антикорупцијската рамка, тоа ни е многу важно да го анализираме, затоа што знаеме дека стана хоризонтален елемент во нашата преговарачка рамка. Таа се протега на следните елементи. Тука веднаш не излегуваат слики каде ние стоиме во таа слика, поширока, институционална рамка, но и способност на институциите на нашиот систем да одговорат на предизвиците. Ние може да имаме многу институции, меѓутоа резултатите не се толку видливи. Тој дел тука сигурно не би добила добра оценка. Натаму, каква е превенцијата, какви се правилата за пријавување на имотна собствена, интегритет, заштита на укажувачи, поттикнување на пријавување на корупција, мерки за спречување на корупција во високоризични сектори, да речеме јавни набавки, здравство и така натаму. И во делот на репресивните мерки, инкриминирање на корупцијата и сродните дела, изрекувањето на санкции, потенцијални пречки за гонење на предмети на висока корупција, случаи и така натаму. И морам да кажам дека во извештајот, ова да го нагласам, морам чувствувам лична одговорност како кривичар, во извештајот од 2023 година за владењето на правото, се состоеше, произлезе, значи, од сите предходни извештаи, но тука го видовме тоа како манифестација, една предлог директива на Унијата за спречување на корупцијата. Таа се уште е предлог директива, но како таква беше објавена во мај 2023 година, каде што беше направена минимална листа на дела на корупција и казни кои што треба да се предвидат за тие дела. На таа листа, спротивно на тврдењата на нашите предлагачи на измените на законот, на кривичниот закон од септември 2023 година, баш на таа листа не е устои злоупотребата на службена положба и овластување, меѓу другите, а во поглед на предвидените казни, максималната за основното дело треба да е барем 6, а не 2-3 како што ние имаме, што значи дека ние после објавувањето на оваа предлог директива, иако не обврзуваме, и тоа сме во евроинтеграцијски процес, во процес на усогласување, имаме обврска дори проактивно да делуваме, и имаме антикорупција како хоризонтален елемент. Немаме никакво оправдување за донесување на измени кои што се во сосема спротивна насока од оно што е политика на Унијата во таа сфера. Третиот столб се медиумскиот плурализам и слободата на медиумите, опфаќа неколку сегменти, регулаторни органи и тела за медиуми, транспарентност околу собственичката структура на медиумите, транспарентност околу тоа како се делат државните средства во тој дел, како се користат државното рекламирање и така натаму. Сега е актуелно прашање, чисто објективно ќе споменам, колку што чини изборниот процес околу 1/4 оди на медиумите, тоа што се финансираат во тој дел медиумите, што значи дека ова не е општо неважно прашање. Во тој столб влегува и рамката за заштита на новинарите, тука може и меѓу другите медиумски работници, тука може да се пофалиме дека на почетокот на минатата година го изменивме кривичниот законник во насока на засилена заштита од напади на новинари, медиумски работници, лекари и други лица што вршат јавно властување. Четвртиот столб, како што реков, се институционални прашања поврзани со обновата и рамнотежа, checks and balances, меѓу другото тука влегуваат, значи, анализите на процесите за подготовка и донесување на закони, како одат консултациите со стручната и општата јавност, имаме или немаме доволно дебати околу предложените законски решенија, дали се користат, употребуваат или злоупотребуваат брзи постапки. Меѓутоа, тука влегува и прашањето за вклученоста на граѓанското општество и системот на уставна ревизија на законите. Значи, улогата на Уставниот суд исто така ќе биде под лупа на овој мониторинг. Да не зборуваме само за нас, ќе дадам 2-3 параметри, да речеме, за науките од извештајот за владењето на правото во ЕУ за 2023 година. Во поглед на перцепцијата за независноста на судството, кога имаме испитаници, физички лица, поединци, граѓани, кај пошироката јавност се чини дека е подобрена перцепција
перцепцијата за независноста на судството во ЕУ кај 12 земји членки. Меѓутоа, анализа е направена и од аспект на бизнис заедницата, компаниите, правните лица. Тие пак сметаат дека во 13 земји членки перцепцијата е дека независноста на судството е намалена. Значи имаме различни перцепции зависно од тоа кој како се судрил, односно дали има поволна клима за бизнис, за економија и така натаму, или за заштита на индивидуални и други права на граѓаните. По поглед на нивото на перцепирана независност, Финска, Данска, Австрија, Германија и Люксембург остануваат со многу висок процент на доверба и на перцепција за независност, над 75%. Полска, да речеме, останува ниско, односно под 30%. За процентот на перцепција на независност кај нас не треба да дискутираме, очигледно е дека ние потребно уште многу да работиме. Во поглед на индексот за перцепција на корупција, 9 земји членки од Унијата се во првите 20 кои се сметаат за најмалку корумпирани во светот, меѓутоа кај други има значителен простор за работа и напредок. 7 од 10 европејци веруваат дека корупцијата е широко распространета во нивната земја. Повеќе од половина од граѓаните на државите членки на Европската унија, околу 60% сметаат дека нивните влади не вложуваат доволно напори за ефикасна борба против корупцијата и половина од европските компании сметаат дека е малку веројатно корумпираните поединци и компании во нивната земја да бидат фатени, пријавени и процесуирани во тој процес. Во поглед на корупцијата на високо ниво, не се задоволни, односно покажуваат скептицизам околу 67% од европејците. Уште 2-3 работи ќе кажам во поглед на пресудите на Европскиот суд за човекови права, како што споменав, за прв пат во извештајот за 2022 година беше земено предвид каква е евиденцијата, дали има, односно Унијата тоа го презеде земјите членки како обврска, да се обезбеди информација и евиденција како тие се спроведуваат и видливо е важен индикатор за функционирањето на владењето на правото во една земја. Ги почитувате, ги спроведувате или не е наистина одговор на прашањето за состојбата со владењето на правото. Зачудувачки, околу 40% од најважните пресуди на Европскиот суд за човекови права кои се однесуваат на земјите членки на Унијата во последните 10 години не се имплементирани, односно испочитувани. Меѓутоа, таквото прашање се среќава и во нашиот скрининг извештај. Во поглед на улогата на граѓанскиот сектор, и смета дека граѓанските организации и заштитниците на човековите права се од суштинско значење за заштита на демократијата и владењето на правото, но тие се повеќе се соочуваат со предизвици поврзани со стеснување на просторот на нивното делување и недоволна вклученост во целиот процес. И ова беше дел од нашиот скрининг извештај, односно ова прашање. Во поглед на иницијативите, ја споменав веќе предлог директивата, нема да се навраќам, може да дискутираме во делот на дискусијата околу препораките. За крај ќе завршам со тоа какво е значењето на овој механизам за владење на правото. Проучувајќи ги, не сите ние со тоа се спремаваме повеќе или помалку и скрининг извештаите за напредокот или извештаите за состојбата со владење на правото во Унијата, заклучуваме дека околу слични или во некои делови исти сегменти се критериуми кои што се оценуваат. Дека ние од процесот на оценка нема да избегаме дури никога би станала држава членка. Дека владењето на правото е состојба што постојано се проценува, мониторира, таа се соочува со редовни предизвици и мора да се заштити. Дека 4 столба кои што представуваат елементи на извештајот на ЕУ за владење на правото за секоја година, но и патоказот за владење на правото кој што ние го имаме, кој што е прилично обемен, амбициозен, што значи дека имаме многу работа, треба некако да ги вкрстиме во делот на тоа што ако во рамките на еден квартал временска рамка и така натаму треба да преземеме повеќе активности, малку треба да европските искуства да научиме што е она во фокусот и на што треба да обрнеме внимание. И како што реков, сите иницијативи кои што произлегуваат на европското во определена сфера, па
па и еве поединечните извештаи што ги добиваат определени држави, треба да ги читаме. Ние немаме многу стандарди, немаме многу регулативи, директиви и така натаму, баш во оваа сфера, може би е полесно во сферата на земјоделство, храна, не знам, други сфери, каде што имате фиксни параметри што треба да ги исполните и така натаму. Овде може би треба од држави кои што добиваат забелешки, се соочуваат со предизвици, а се слични на нашиот систем, да научиме како да стигнеме до решенија што ќе одговараат и кај да речеме и со предизвиците кои што ги имаме во правосудството и така натаму, и во поглед на иницијативите што произведуваат од него, да делуваме проактивно, односно да ги земеме предвид при креирањето на политиките кај нас. Благодарам многу. Ние имаме доста време до 11:15 да ги изложиме нашите мислења по односу на експертите. А потоа вториот дел ќе председава господин Непавсов. Ќе имаме пауза. 90-те години Република Северна Македонија ја имаше среќата да не биде вовлечена во тој југословенски воен договор. И се разбира дека имаме шанса и побрзо да бидеме интегрирани во Европската унија. Таа шанса тогаш ја немаше Република Хрватска, бидејќи таа беше принудена незината слобода и независност да ја добие преку војна. И тогаш се гордеевме дека Република Македонија чекор напред во тој интегративен процес од сите поранешни југословенски држави. Но сега, ретроактивно во ги гледаме работите, ние имаме една земја која веќе е земја членка, полноправна членка на Европската унија и која се зема за пример како една држава треба да зачекори кон тој пат и што мерки треба да преземе. За жал, ние како држава веќе сме, може да кажеме, најдолно ниво на тие интеграцијски процеси, само поради еден факт кој 32 години се повторува. Тој другиот факт на меѓусоседски односи не би сакал да го спомнам, бидејќи Хрватска имаше такви недоразбирања со Словенија, но гина сите работи. Иако кај нас е спротивно. Ако еден меѓусоседски проблем исчезнува, не збегува други. Се надевам дека ова ќе биде со Бугарија последен. Главната замерка за Република Македонија беше и останала посебно во последниот годишен извештај на Европската комисија, владењето на правото и реформите во правосудскиот систем. И го замолиме господин Кристијан Туркак, правен експерт за Западен Балкан, главен преговарач на преговарачкиот процес на Република Хрватска за поглавје 23, да не ги изложи нивните начини на побрзо интегрирање и сето тоа што следеше по тој пат. Поверете, господин. Hvala, dobro stavili jedan dobar kontekst. Dakle, moje ime je Kristijan Turkak, ja sam bio pregovarač za poglavlje 23 i 24. Dakle, član najužeg tima Republike Hrvatske za pregovore, a 2001. sam bio u Briselu kada smo potpisali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, to je sporazum koji Makedonija potpisala prije Hrvatske, dakle, i iz određenih razloga mi smo ušli u Europsku uniju, nažalost Makedonija nije. Ja sam napravio PowerPoint prezentaciju, nisam znao da neće biti mogućnosti, ali ću je dostaviti tako da ćete je moći dobiti. Naslov moje prezentacije je Fast Track to EU Membership. Mislim da iz toga sam htio pokazati koja je moja želja prema Makedoniji, da stvarno što prije postanete dio našega kluba.
kroz ovu prezentaciju nekako sam htio podcrtati možda ovo što je bilo spomenuto, koji su to momenti bili koji su odlučili da mi smo ušli unutra i zasigurno jednu od presudnih uloga je upravo imala u pogledu 23-24. To je ono što ću ja pokušati danas malo dotaknuti, naravno ja bih o tom mogao pričati danima, ali nekako ću pokušati podcrtati neke elemente i neke promjene koje su se u međuvremenu dogodile. Dakle, integracijski proces je sve nego statičan, dakle, on se stalno mijenja. Uvjeti koje je Makedonija imala onih 90. godina praktički je mogla ući unutra puno bezbolnije, danas su takvi kakvi jesu, potpuno su drugačiji. Na taj fast track, ja mislim da sigurno utječu mnoge stvari. Jedna od stvari je konsenzus političkih elita, ako ništa drugo, da se to stvarno želi. Dakle, onda dolazimo do političke volje koja mora biti iskrena. Znači, ne samo deklaratorna koja govori o tome ja to želim, nego ja bih rekao mi u Hrvatskoj smo stvarno iskreno u to vjerovali, dakle, postojala je vizija. Ja vam moram reći, evo, sada sa odmakom, nije mi žao ni jednog trenutka kojeg sam bio posvetio u tom procesu, jer unatoč što možda danas u nekim segmentima Hrvatska možda i stagnira, ono što je, mi idemo gospodarski rapidno naprijed, dakle mi zbog financijski i kohezijske politike nadoknađujemo zaostatke koje smo imali, dakle to je ono što je ključno i mislim da se i kroz to društvo mijenja i približava nekom onako standardnom funkcioniranju u EU. Dakako, na ovaj proces, na ovaj fast track utječe međunarodni kontekst. On može vama biti pozitivan, može vam biti negativan, ali u principu je na leadershipu da prepozna u svakoj promjeni međunarodnih odnosa priliku i da tu priliku iskoristi za to. Ja ću vam na nekim konkretnim primjerima pokazati kako u međunarodni kontekst, odnosno kako se stvaranje političke volje utjecalo na ubrzanje ili usporavanje određenih procesa. Mislim da sigurno jedna od stvari koja je kod nas bila presudna je da je jedna jasna pregovaračka vertikala. Mi smo imali glavnog pregovarača, dakle onda je bilo nas 13 pregovarača, ispod mene gdje bili su voditelji radne skupine za pogled 24, danas smo pomenuli kolegu Dragovića koji je bio desna ruka. Dakle, ta vertikala je osiguravala donošenje odluka i ono što je bilo bitno, ja sam ovo nas bilo kod ministra i nisu me ignorirali. Dakle, kada su postojali problemi, ti su se problemi rješavali, ukoliko je bila potrebna pažnja premijera, mi smo imali sastanak s premijerom, na kraju praktički smo se sastavili svakih 2 tjedna i ko se sastajao, poljoprivreda 23-24, to su bila ključna pitanja koja su ostala za kraj, koja su bila najteža. Dakle, dolazim do poglavlja 23-24 kao onih koji su bili presudni. Važno je reći da nisam načelno govoreći, kažemo što se treba ispuniti, treba se uskladiti zakonodavstvo, to zvuči jednostavno, onda se to usklađeno zakonodavstvo treba implementirati i konačno ono što se sada jako traži, da postoji administrativni kapacitet da provodi ispravno to zakonodavstvo. To ovako možda djeluje tehnički, a u suštini to znači da država, to samo ne u administraciji, kad kažemo administrativni kapacitet, s obzirom na ova 2 poglavlja, mi govorimo i u kapacitetu i nezavisnih tijela, pravosuđu, koji mora imati kapacitete od rada svojih posla, od korupcije, organiziranog kriminala, nadzora državne granice i tako dalje. Uvijek kad govorimo o tom kapacitetu, mislimo na 2 stvari, mislimo na broj, dovoljan broj ljudi i mislimo da su oni osposobljeni raditi svoj posao, da znaju pravilno postupati. Pogledajmo 23-24, oni nastaju u stvari u vrijeme hrvatskih pregovora. Dakle, prije hrvatskih pregovora to se pitanje pregovara u sklopu jednog poglavlja. Dakle,
U međuvremenu pravna stečevina, kako mi zovemo, acquis, znači pravni propisi Europske unije, naraslu u ovom području toliko da je Europska unija zaključila da podijeli stvar na dva dijela, 23 politički kriteriji, 24, ja ću reći, u većini harmonizacija zakonodavstva. No, pozornost, kolegica je pričala o onome što se danas događa u Europskoj uniji, što pokazuje da refleksija ima i na nas koji smo već unutra. Dakle, vladavina prava počinje privlačiti pozornost, ja bih rekao, u onom velikom proširenju, kada je 10 država ulazilo, ali tada su oni, ja bih rekao, mi smo rekli lišom. Ali već na tih 10, Europska unija, ja mislim, shvaća da postoji razlika u funkcioniranju institucija vladavine prava. Dakle, ja sam neki dan razgovarao sa jednim kolegom Njemcem, razmišljali smo o tome kako osigurati mehanizme protiv onih pravosudnih dužnosnika koji su u problemu, da li korupcijskom, da li ovom. On me gleda učuđeno jer on ne razumije. Dakle, to je ta, dakle, oni se nisu sretili. Dakle, jednostavno, to mora biti toliko izuzetno da bi se tako nešto dogodilo, da bi sudac nešto poduzeo što bi dakle bilo za sablaz. Mi, ja bih rekao, na našim prostorima smo nekako čak možda previše navikli na to. I sada mi tražimo naše mehanizme kako da se sustav očisti od onih koji su loši. Kod njih ne može se dogoditi da uđe loš. Mislim, ja karikiram, vjerovatno može, ali nije vidljivo toliko i sigurno nije, ako je, oni vjerovatno na neki način se, dakle, on nije mogao dati kvalifikacije. Dakle, kada govorimo o tim primjerima, sigurno da ćete bolje primjere kod nas, znači što mi pokušavamo, jer dolazimo iz nekog sličnog ovoga. Ali to pokazuje da su oni shvatili da su neke države ušle koje nemaju jednaki standard razvijenosti institucije i da postoje neki problem. Problem kulminira sa Rumunjskom i Bugarskom, tada, dakle, već postaje stvar ozbiljnija. Politika je odlučila svoj, to kad kažemo međunarodni kontekst, politika je rekla, ok, Rumunjska i Bugarska ulaze. Cijena ulaska je bio, ako se sjećate, mehanizam praćenja. I njih, oni još uvijek nisu u Schengenu, dakle, oni još uvijek imaju posljedice što institucije još uvijek nisu dosegle ovaj standard koji se očekuje. Sad smo onda došli na red mi, sad je Europska unija odlučila, čekaj, moramo naći nešto učinkovitije od ono što smo imali. Sad se po prvi puta pojavljaju ta mjerila, benchmarks na engleskom. Mi smo imali za otvaranje i zatvaranje, još se uvijek tu tek osmišljava što će to biti, dakle, kod nas se osmišljava što je pogled 23, što je 24. Sve to sada je u novoj metodologiji puno jasnije definirano, dakle, to je na našem iskustvu, na našim greškama dalje isfiltrirano i dolazi do toga da vi sad osim ovih open and closing benchmark, imate i interim. Dakle, jedno pitanje koje se kod nas često pojavljalo, dobro, donijeli ste zakon, uveli ste neke mehanizme, institute, ali da li će biti konkretni rezultati, da je došlo do onih ključnih promjene koje mi očekujemo? I kako ćemo mi tako u kratkom trenutku vremenu to ispraviti? Zato je sada osmišljen taj interim benchmark prozor da se nakon što se institucionalno se postavi može pratiti, oni ne zovu track record, da vidimo da li ako ste postavili recimo uskočku vertikalu, da li će doći konačno do pravost naših presuda protiv korupcije, da li će statistika odraziti promjene i u konačnici za proces statistika će vam biti ključne. Da li imate solidnu statistiku, da li pratite te neke stvari koje su ključne, statistički kvalitetne, da možete pokazati da se nešto mijenja. Dakle, ono što je sigurno prema novoj metodologiji, ovo postaje ključno pitanje tog fast tracka. Znači, ako ovdje ne ide, onda ni država ne ide. Dakle, i sad pazite, ono što je još formalizirano, mi sada imamo i mehanizam, formalni mehanizam, koji u stvari omogućuje da se stvar i zaustavi. Imate, vrlo jasno se govori, dovoljna je stagnacija, znači ne govorimo o tome
da ste backslide, znači i backslide, ali stagnacija napretka može dovesti do blokada procesa. Znači ono što se očekuje je stalni napredak. Dakle, usvajanje nekih zakonodavnih rješenja koji idu suprotno od onoga što se očekuje, da kako može dovesti do toga da dođe do zaustavljanja procesa. U suštini, vrlo rijetko će se dogoditi da Europska unija će donijeti formalnu odluku, mi blokiramo nastavak, nego se ništa neće događati. Europska unija će jednostavno zaustaviti otvaranje pogleda. Pogledajte situaciju u Srbiji, pogledajte situaciju u Crnoj Gori, sjetite se kada je zadnji put Srbija otvorila i koje poglede. Nema formalne odluke da su pregovori zamrznuti, ali oni su suštinski zamrznuti. Dakle, drugi element koji vam je važan, koji dodatno na težinu stavlja na sve one koji sudjeluju u ovom procesu, da u slučaju da napredak u ovom pogledu je sporiji od napretka u ostalim pogledima, može se zaustaviti ostala pogleda. Dakle, praktički, ja bih rekao, ukoliko postoji politička želja ove države da ide naprijed, ona bi morala sve snage, svoj intelekt staviti na ova dva pogleda, jer ukoliko ovdje zablokira, sve se može zablokirati. Dakle, ako ti recimo, ne znam, poljoprivredni imaš genijalce i oni idu jako dobro naprijed, to vam neće pomoći, jer će na kraju ovdje zaustaviti to poglavlje u konačnom napredu. Još jedna važna stvar, dakle, zaključno možemo reći da cijelokupni integracijski proces ovisi od ova dva poglavlja. Ono što mi je dosta važno, dakle, u toj novoj metodologiji također stoji jedna rečenica, mislim, ona je samo prebačena realnost u tekst, dakle, da komisija redovito izvještava vijeće o ostvarenom napretku. Ono što vam je važno, nešto je kolegica rekla, imamo različite reporte, različitih međunarodnih tijela. Dakle, kako Europska komisija definira svoje, znači 2 godišnje izvještava vijeće do 37 država članica, dakle, u stvari države članice donose odluku, ne? I sada vi imate progress report, ono što vam je najpoznatije, ali ima i na polugodišnje izvješće. U svakom slučaju, Europska komisija svoje izvješće temelji na onome što dobija iz delegacije Europske unije, ali ne samo iz delegacije. Ona dobija, recimo, s ovakvih panela, dakle ona dobija iz shadow reporta, ona dobija iz medija, ona dobija iz svih međunarodnih organizacija, recimo SEPEŽ, vjerojatno su mnogi čuli za SEPEŽ, pa nema šanse da Europska komisija kad piše ovaj report neće pročitati što piše SEPEŽ. Nema šanse da neće pogledati sve ove izvještaje oko indeksa korupcije i tako dalje. To je sve ono na temelju čega će ona slagati svoje mišljenje. Postavlja se nekad pitanje, često ćete, vjerovatno političari, biti u onako želji da kažu pa nije to tako, ne? U kojoj mjeri ta izvješća održavaju realnost. Dakle, ja ću reći sljedeće, u velikoj mjeri one održavaju, naravno da su ona često i stvar prilagođavanja onim političkim potrebama koje tada Europska unija ima, nekada naravno nije to baš. I Europska komisija je ta koja onda prema tome filtrira ta izvješća. Naravno, vi kao država imate uvijek mogućnosti i osim komisije koja informira, koristi svoje kanale da informirate države članice i konačnice države članice da nose ovo. Nama se dogodilo da smo shvatili da Europska komisija previše filtrira podatke koje dajemo, što znači usporava nas. Da bismo mi promijenili trend, mi smo na mjesečnoj bazi sastajali se sa veleposlanicima država članica Europske unije i informirali onome što smo radili. Tako da nije jedini kanal informiranja ostala Europska komisija. To su pravila igre. Tako da, jako je važno voditi računa da ako šaljete izvješće u UN, to što ste tamo poslali, što će rezultirati, vratit će vam se ovdje. Dakle, ne možete zanemarivati odnos s nekim međunarodnim organizacijama. Recimo, kod nas vam je bio OSS,
pratio suđenja za ratne zločine, koje su neki onako ignorirali. To nam se stalno vraćalo u pregovarački proces. I onda sam se ja kao pregovarač morao početi baviti time da riješim taj problem kako bi ga riješio i na strani pregovaračkog procesa. Što se tiče poglavlja 23, dakle, nešto je već bilo rečeno, znači sad, da bismo mogli znati o čemu razgovaramo, većina vas zna, dakle, 4 ključna su područja kojim se ovdje bavimo. Ja sam već rekao, ovdje nema, u principu nema, iako već sad nešto ima, ajde rećemo ima limitirani aki. Znači, u principu govorimo o standardima. Ja sam uzeo primjer ovoga oko odgovornosti pravosudnih dužnosnika, dakle, ti standardi su različiti. U velikoj mjeri govorimo i o percepciji, ne? Mi imamo, dakle, kod poglavlja 23, nezavisnost pravosuđa, Hrvatska je, recimo, vjerojatno još uvijek je zemlja koja je u percepciji nezavisnosti pravosuđa zadnja u Europi. Kad sam bio državni tajnik Ministarstva pravosuđa, to nije baš tako davno, ministar se jako naljutio na mene zašto je to ušlo u naše izvješće. Onda sam ja kriv što je takva percepcija. Onda sam ja rekao, znate ministre, ja mislim da oni incidenti koji se nama događaju, kada zamjenik ravnatelja policije vozi 200 na sat na lokalnoj cesti, a bude oslobođen jer je undercover, to ne može uvjeriti široku javnost. Svi znamo da zamjenik ravnatelja policije nikad nije undercover, on je previsoko. Kada neki župan, to je, recimo, nije gradonačelnik, nego county mayor, što kada ne znam kako, tuče ženu pa bude uvjetno osuđen, to ne zvuči dobro. I tako dalje, ili kada visoki pravosudni dužnosnik ne stane policiji, kad ga ova lozi tirkava. Dakle, to su sve situacije koje onda u konačnosti kreiraju percepciju i onda smo zakon na listi. Dakle, nismo na listi zato što ja nisam izvijestio da smo mi lijepi i krasni, zato što su svi podaci, kad se skupilo, narod misli da nešto ne štima. Ne? Jer jednostavno previše takvih malih incidenata i onda se kreira percepcija. Za mene je uvijek jedno od pitanja, na svih pitanja, kako je moguće da u državama Hrvatske gdje imamo sudski savjet kao nezavisno tijelo, percepcija nezavisnosti je najniža, a u državama Njemačke, Češke gdje nema nezavisno tijelo sudstva i percepcija pravosuđa je praktički politika imenuje sudce, je puno bolje. Dakle, to je nešto što je jedno od krucijalnih pitanja, standard danas koji se nameće da svi moraju imati sudski savjet, ali iz nekog razloga to ne funkcionira. Sad, što se tiče, znači, tog obuhvata poglavlja 3, znači, rekli smo pravosuđe, borba protiv korupcije, Aleksandra je rekla u principu što ona obuhvaća, ja ih dijelim u 3 ključna segmenta: institucionalni okvir, prevencija, po meni najbitnija, da ne dođe uopće do potrebe represije i konačno funkcioniranje represije. I onda kad govorimo o funkcioniranju represije, ona se uvijek dokazuje. Dakle, niko ne govori konkretno da li se nekoga osudi, ali ako ti nemaš godinu dana baš ni jednu presudu, onda to isto nešto pokazuje kako god. Dakle, teško možeš nekog uvjeriti da se boriš protiv korupcije, nikako nemaš pravo značne presude. Ljudska prava, o tome se ne znam, to je toliko široko područje i tako dalje. I konačno ima još jedno područje koje je plaćeno, koje je uvijek na margini, koje nikog ne obraća plaćanje, jer ono je tehničko i tu postoji aki. To su prava i građana. Tu primarno mislimo na konzularnu zaštitu, dakle, koju svi građani uživaju u svijetu Europske unije, pa i tamo gdje nema ambasada dotične države, i to su pravo glasa, aktivno i pasivno na prostoru cijele Europske unije. Ono što iz ovoga što sam rekao, tematski, dolazimo do ključnih stakeholdera. A to je, ja mislim, jedno od ključnih stvari, jer svi oni moraju djelovati zajednički. Ukoliko netko od tih stakeholdera koje je ignorira, ne želi ili da pače obstruira
teško će država dakle, ostvariti taj ubrzani trek. Dakle, kao što vidimo i dobro što smo spomenuli, s jedne strane imamo cijelu pravosudnu aparaturu, znači što se tiče nezavisnosti pravosuđa pa borbe protiv korupcije, a onda nakon prostoru ljudskih prava od ombudsman, prsena do i nevladinog sektora koji prati. Dakle, to su svi oni koji sudjeluju u tome, a svako ima određenu ulogu u toj reformi koja se treba provesti. Za razliku od toga, Poglavlje 4, ja sad neću sve napravljati, ali ono stvarno obuhvaća vrlo širok spektar tema od azila, viza, migracija, granica, Schengena, do pravosudne suradnje, kaznenih građanskih strana, carinske suradnje itd. Možda za spomenuti samo, dakle, acquis je ogroman, on uključuje iznimno veliki broj propisa i sad tu, ja bih rekao, jednu stvar, dakle, neću ulaziti u sam acquis, ali ono što se tiče tehnologije, mislim da je važno. Dakle, ja sam često slušao rasprave koji je pristup harmonizacije isprava. Ja mislim da treba uvijek raditi na dva nivoa usklađivanja zakonodavstva. Jedan je tematski, znači ako govorimo o azilu, uzmite sve propise azila i onda usporedite nacionalne propise i pogledajte da li ste sve prenijeli. A drugi koji je jednako važan, dakle često će se dogoditi da vlada predloži neku inicijativu izmjene nacionalnog zakona radi nekih internih političkih razloga, mora se provesti provjere usklađenosti da se ne bi usvajali propisi koji će ići u suprotnom smjeru od onoga što je acquis. Dakle, ako to ne radite, onda možete stalno trčati dva koraka naprijed i jedan natrag. Dakle, taman promijenite, uskladite recimo cijelu politiku azila i onda iz nekog razloga interno donesete neki propis koji sve sruši. Dakle, jednostavno taj mehanizam je iznimno važno da funkcionira na obe razine. I sad, u mojim slajdovima vi ćete vidjeti, ja sam stavio datume, ključne datume hrvatskog pristupnog procesa, sad ja neću čitati, ali ono što sam htio reći, iz njih možete vidjeti momente kada taj pregovarački proces redovito funkcionira. Pa ću primjera radi reći. Dakle, mi dobijamo recimo u decembru opening benchmarks i u junu mi smo officially predali ispunjenje tih mjerila. To vam pokazuje, dakle, nama je trebalo 6 mjeseci otprilike da donesemo, to su bili sve neki akcijski planovi, strategije, dakle, da bi napisali, ne znam, strategiju borbe protiv korupcije, a to ne možete u jednom danu, dakle, potrebno je vrijeme. Onda to treba usvojiti na vladi, onda to sve treba, jel te, kad ste usvojili, onda treba napraviti izvješće kojim vi izvještavate, evo, mi smo ono što ste nam zadali ispunili. I sad pazite, potrebno je bilo Europskoj komisiji 6 mjeseci da kaže da Hrvatska je verificira, Hrvatska je ispunila mjerila za otvaranje. To vam je, recimo, smo mogli reći, redovito kako to funkcionira. Ciklus je od 6 mjeseci. Naravno, onda će se dogoditi jedna pauza od 2 godine. Ništa. To je kada je Slovenija blokirala Hrvatsku, dakle, to može biti, ne mora biti i formalna blokada, može biti, dakle, ono što se sada događa u Srbiji, onda vidite da čim to počinje trajati dulje od 6 mjeseci, možete već imati signal, nešto se događa, možda ne čitamo signale koje nam komisija šalje što trebamo napraviti, pa nam ona šalje na ovaj način signal. I onda recimo da vidite primjer kako ipak politika može odlučiti drugačije. Dakle, mi smo 12.5., znači 12. maja 2011. usvojili naše izvješće o ispunjavanju obveza iz Poglavlja 23 i podnijeli ga Europskoj komisiji. 30. juna, dakle manje od 2 mjeseca, Europska komisija je verificirala zatvaranje poglavlja i zatvaranje pregovaračkog procesa. Dakle, više nije bilo 6 mjeseci, znači kada se hoće, može se i puno brže. Naravno, vi kad govorimo o verifikaciji, morate voditi računa. Europska komisija A mora izanalizirati, mora napisati
god, mora proći raspravu kroz radne skupine vijeća i konačno onda ministri odlučuju da je to to. Dakle, ovo, tih 6 nekih tjedana, to je jako brzo, a to vam pokazuje da je u tom trenutku postojala politička volja od zgora prema dole na najvišoj razini da se to zatvori. Ne? Tako da, moguće je stvari ubrzati. Ja sam ovdje stavio neke od izazova koje smo mi imali, neću sad, imat ćete ih u prezentaciji, reći ću samo jedan od tih koji sam naveo, to je track record za borbu protiv korupcije ili za borbu protiv organiziranog kriminala. Spomenut ću ga zato jer sam već spomenuo statistiku. Robustna statistika koja je potrebna. Oni koji se bave kaznenim pravom možda će me bolje razumjeti. Nismo imali velikih problema sa statistikom. Dakle, kako stvari funkcioniraju, policija prijavi tužiteljstvu, ne znam, da se dogodilo kazneno djelo, da u tom su djelovalo toliko i toliko ljudi. Sad taj broj se odjednom razlikuje od podignute optužnice koje tužiteljstvo šalje sudu. I konačnici kad dođe presuda, broj osuđenih se opet se razlikuje od onih koji su bili i onda naravno birokratima u Briselu postavlja se pitanje, a zašto ti brojevi ne štime? Naravno, oni koji razumije kazneni postupak, njemu jasno zašto ne štime i ne mogu štimati. Ne? Ali statistički povezivanje predmeta, dakle, da optužnica može se razvojiti na više kaznenih djela, da može se grupirati, dakle, moralo se onda povezivati sve te brojeve u neke logične cijeline, ali onda statistički prati gdje se odustalo progona, gdje je bila oslobađajuća, da se dobi neka, ja bih rekao, uvjerljiva statistika i koju ćete i sami moći prikazati. Ja recimo sam, na primjer, vidio svašta od statistike, tako recimo jednom sam pomagao u Beogradu da oni konsolidiraju statistiku njihovog sudstva i tužiteljstva i onda recimo koliko ni sami nisu vodili brige, pa bi bilo da 31.12. na primjer ću neki broj staviti, da je ostalo 1.000.000 spisa, ne? A 1.1. je bilo 1.150.000. I sad kako u jednoj noći 150.000 razlika? Dakle, nisu statistiku vodili uredno, nisu konsolidirali kako spada. Nemoguće je. Dakle, na 31.12. prvi broj mora biti isti, uvijek. Jer uvijek pratite početak i kraj godine. To su banalne stvari. Te banalne stvari pokazuju da vi nemate argument dok to ne sredite. I za kraj možda, dakle, još bih rekao, nama sigurno jedan od najvećih izazova koji je došao neočekivano, je bio poglavlje 24, kako preći granicu u području Neuma. Pazite, zatvorena je poglavlje carinske suradnje, zatvorena je poljoprivredna i fitosanitarna zaštita. I dođe do mene na poglavlje 24 i kaže, ne možete i kroz Bosnu tako lako. Pa tamo je u Bosni stoka zagađena. Vi ako uđete sa vašim kamionima, vaša stoka će se smatrati zagađena. Dakle, nismo, i onda dolazimo do Pelješkog mosta koji je bio konačno rješenje, ali pa Pelješki most je nedavno završen. Tada vi dolazite do onog što zovemo pregovor. Mi mislimo, sad vode se neki veliki pregovor. Ne, pregovor se svode na ovo, da vi izvijestite o napretku koji ste odradili. A onda se dogodi nešto što vam je jako važno. Jako važno da naši ljudi iz Dubrovnika mogu slobodno doći u ostatak Hrvatske. Ako je konjska trka, da on sa konjima ne mora, ne znam šta izvoditi, pazite, nego da može proći, da i može sudjelovati, dakle da to što smo ušli, da nas ne dovede do loše situacije. Od toga smo pokušali razmišljati o trajektima koji će bajpasirati cijeli Pelješac, dok se ne napravimo svašta. Na kraju smo uspjeli ispregovarati za prijelazno razdoblje, gdje će se na početku ulaska u Neum staviti pečat, na izlasku će se kontrolirati za neko nije otvarao te šlepere i tako dalje. Dakle, to su bili pravi pregovori. To su bili pregovori gdje onda mi također njih uvjeravali da to nije samo interes u Hrvatskoj, nego i da druga roba prolazi tim koridor, i tako dalje. I naravno, od poglavlja 24, a i poglavlja svi, doveli su do jasne potrebe izmjene Ustava. Izmjena Ustava sama po sebi ne moramo govoriti koliko je osjetljiva i koliko je važna. Mi smo
u jednom trenutku donijeli odluku da se u to ide i to je bilo presudno jer smo time omogućili i evropski uhidbeni nalog. Time smo riješili i ono važno pitanje odnosa evropskog zakonodavstva i hrvatskog zakonodavstva. Vi možda, kad ćete čitati naš Ustav, samo će oni pravi nalci prepoznati rečenicu iz kojeg se vidi supremacija evropskog zakonodavstva. Ona je napravljena tako da nije baš jako vidljiva, ali u principu evropski propisi, oni su po pravnoj snazi iznad zakona koje donosimo u Republici Hrvatskoj. I sad da se vratim na ono početno pitanje, da li postoji fast track za Makedoniju, ne postoji, ja sam uvjeren da odgovor je da, ne, ukoliko će se fejkati reforme, onda je ne. Nema šanse, dakle, da bilo koja politička garnitura u Europi donese odluku, a reforme nisu provedene. Previše je u euroskeptičara koji jednostavno će se zahvatiti na to, reforme nisu provedene. No, ukoliko postoji odlučnost da se reforme provedu, onda naravno, s obzirom na međunarodni kontekst, ove destabilizacije svijeta, Europa želi konsolidaciju i to je prilika. Tu priliku se može prepoznati, ali to znači odlučnost. Ja bih rekao, neke odluke koje se donose, a vi tu sigurno znate, koje su teške, koje se moraju donesti, se trebaju donesti, tada progutati knedlu što prije, a ne razvlačiti iz godine u godinu. Znači, za mene je jedna od najtežih stvari koje smo se mi suočili i koju smo morali progutati, koja god nam se činila nepravedna i pogrešna, cijena je bila puno manja od ono što smo dobili. Mi smo svim izbjeglicama, a kod nas izbjeglica znači onaj agresor koji nam uništava sela i gradove, morali izgraditi stanove da se oni mogu vratiti. Dakle, to je, kad stavite politički kontekst, vrlo osjetljivo. Dakle, mi smo izgradili 1000 stanova i kuća, na kraju koje se niko nije vratio. To je bilo tiket koji smo platili, koji smo bili odlučni spremni platiti za cijenu koju ćemo kasnije naplatiti kad budemo članica Europske unije. Evo, ja bih tu stao i naravno odgovor se pitanje. Puno hvala. Благодарам многу, се надевам дека професорот на обезбедност, обезбедност во поведение. Благодарам, амбасадоре. Имавме прилично широка расправа околу кажување на темата за оваа отделница и поетите беа дека владењето на правото е тема која што заслужува да биде актуелна од неколку аспекти. Прво, тоа е тема која што се повеќе се експлоатира и во рамки на Европската комисија, која што има традиција со овој израз, и особено земјите кои што преферираат да бидат дел од оваа организација поедина. И од друга страна, составите кои што се случуваат на дневна основа, оние и во Европската комисија, каде што Европската комисија се повеќе се соочува со проблеми внатре во самата Унија, и од таа причина бевме сведоци на анализа и опит преку експертски професионални мислења да се дојде до можни одговори за тоа каква Европска Унија и е потребна на Европа и како таа ќе може да покаже одржливост. Понудени се решенија, меѓутоа секогаш политиката ја носат политичари. И што е особено важно со темата владење на право, израз кој што првпат го сретуваме некаде во 1889 година во Англија, значи води потек од англиското поднебје, некој пандан на овој израз во континентална Европа правната држава, меѓутоа доминантно се фокусираме на владењето на правото како израз кој што можеме да го препознаеме и во некои битни историски моменти кои што подручуваат за тоа што значи концептот на владење на правото. И во основа сето тоа се сведува на власт ограничена со закон. Значи, и оној кој што ја има власта, да знае дека мора да се прилагоди и да функционира во рамки на закони. И демократијата е таа која што го нуди концептот на троделба на власта, каде што постои извршната,
законодавната, извршната и судската власт и каде што во тоа единство демократијата ќе покаже највисоки резултати ако постои меѓусебно контролирање на едната од двете власти и обратно. Се покажува дека извршната власт секогаш, поради бројни причини и аргументи, е по-флексибилна, по-динамична и се обидува да ги, да не ги промови, ама да ги заприска останатите власти и во зависност од тоа колку и се остава простор, таа ќе се расшири во тоа јадро и ќе доминира и на тој начин дека имаме прашања или проблеми кои што засегнуваат во концептот на владење на правото. Тоа може да оставува до овој момент додека е прифатливо и развидливо за мнозинството. Ако некоја конкретно извршната власт пред се застрани, тогаш се случуваат радикални промени во заедницата. И ова е особено важно од аспект на сегашните состави и во Европската унија, каде што се случуваат процеси кои што лево или најчесто тесно, кои што често пати се поврзуваат со негативната атмосфера или мислење за проширувањето кое што е прилично критично, гледано низ призма на европските држави и Балканот кој што од распадот на Југославија и подоцна е прилично пежоративно перцепиран во земјите на Европската унија. Концептот за кој што претходно говоревме и механизмот кој што е актуелен денес се фокусира на аспектите кои што веќе беа споменати. Слобода на медиумите, сузбивање на корупцијата, општествен плурализам и функционирање на судството. Сега, прашање како земјите од регионот, кои што преферираат, кои што имаат некој статус на земји кандидати или земји аспиранти во однос на Европската унија, ќе бидат проценети во однос на владењето на правото. Пред една недела имавме можност да слушнеме едно истражување кое што се темели на веќе воспоставениот механизам во земјите на Европската унија и истражувањето се фокусира пред се на земјите на Европската унија, иако е отворена вратата во некои од следните години тука да бидат опфатени и земјите од Западен Балкан. Тоа е истражувањето на доктор Марија Скора од Обсерваторијата за одржливост на владење на правото во Европа. И тука во распон од 1 до 10, каде што 1 е минимална оценка, 10 е максимална, држави со највисока отплатност во однос на владењето на правото, со 7,5 поени и повеќе се вообичаено Данска, Финска, Шведска, Германија. Додека држави со најниска отплатност во земјите на Европската унија се Полска, Романија, Бугарија, Унгарија, со коефициент од 5,0 до 5,9. Кога без слобода на език, кога тука ќе се опфатат и земјите од регионот, вклучително и Македонија, можеме да претпоставиме со каков индекс би биле маркирани. Јаки и слаби страни во однос на земјите од Европската унија се, значи јаки страни изборниот квалитет, партиските системи кои што постојат, државните институции внатре, пред се мисли на администрацијата и социјалната кохезија како силни јаки страни, додека слабостите се насочуваат кон независност и концентрација на медиумите, квалитет на јавниот дискурс и уставниот концепт. Што го прави владењето на правото еластично во земјите на Европската унија? Тоа е ефикасна јавна администрација, нешто што е неопходно, а кај нас, за жал, овој модел на јавна администрација, овие изминати 20 години гледаме дека е со скршена кичма или скоро да биде скршена, што е многу битно од аспект на владење на правото и тоа ќе го споменеме дополнително во продолжение. Потоа, функционално и независно судство, кое што функционира од аспект на поделбата на власта како институции со интегритет. Во рамките на просечните оценки се упатуваат, овие оценки се упатени кон граѓанското општество и воопшто амбиентот во заедницата каде што може да се говори за доверба, а исто така како критични точки во земјите на Европската унија се јавно обелоденување, значи отсуство на транспарентност во одредени моменти и независни, односно дисперзирани медиуми како чувари на вредностите во заедницата.
Земјите од Европската Унија доминантно имаат критичен до негативен став за проширувањето. Меѓутоа, видовме дека геополитиката може да ги смени овие перцепции, особено во случајот со Украина и Молдова. Земјите и овој став на Европската Унија, за жал, не за прв пат се чувствува како порека со горчив вкус кон земјите од регион. Демократијата има надолна патека, процесите кои се нарекуваат реформи во земјите од регионот не секогаш имаат врска со подобрување на составите. Напротив, и лоши одлуки ќе се покријат со европското знаме и ќе бидат спакувани како добри одлуки, а всушност не се тоа. Реформите во областа на правосудството неопходно мора да продолжат и да се спроведуваат. Корупцијата е масовна и неприфатлива. Тоа се аспектите кои што особено последниот извештај на Европската комисија за Македонија многу по-бистро од претходните години ги констатира и ги истакна. Кои се изгледните решенија? Повторно мора да се работи на инвестирање во институциите кои што се клучни за спроведување на правото, владење на правото, и секако исто така е неопходно да се инвестира во институциите кои што може да помогнат за јакнење на демократската култура, која наметнува усогласеност и санкционира неусогласеност. Значи, на тамошни процеси кои што мора да продолжат и во земјите од регионот се инвестирање во независни медиуми и квалитет во јавниот дискурс, зајакнување на капацитетот и ефикасноста на јавните институции и пред се на администрацијата. Во историјата единствена империја која што останала во минатото, Кина, својот успех го темели на професионалноста на јавната администрација. Значи, ако една држава сака да покаже перформанси, сака да покаже одржливост и начално борба против корупцијата, мора да се врати и да инвестира во квалитетна јавна администрација. За жал, овие процеси, кои што да одат на насока, ќе не чинат време, инвестиции и средства, бидејќи повторно, ако сакаме да имаме владење на право, кое што ќе биде верификувано како такво, ќе подразбере дека мора да се инвестира пред се во јавната администрација. Таа е основата или темелот за да имаме владењето на правото кај нас. И неколку аспекти поврзани со состојбите во Македонија. Вчера имавме можност во еден од медиумите да слушнеме една одлична анализа на Институтот за политичко-правни и социолошки истражувања за тоа како се донесувани законите во Република Македонија во изминатиот период и како критични се издвоени 2019 и 2023, кога најголем број од законите се донесувани со европското знаме, иако немало потреба од тоа. Некои од тие моменти беа спомнати претходно. Три клучни забелешки кои што се однесуваат со аргументи, неутрално, бидејќи науката треба да се бави и администрацијата да заземе неутрална позиција. Политичките партии се тие кои што треба се да преведуваат со добри идеи, меѓутоа не и да го нарушуваат концептот на владење на право. И сега, ако овие закони кои што се донесени за 2019 година како најсериозни измени и лоши закони, лоши измени, интервенции, измените во казнениот закон, потоа измените поврзани со автопатиштата, Бехтел и Енка, тук имаше и уште трет процес, тоа се работи кои што дефинитивно ќе не враќаат назад и ќе не подсетуваат кога ќе се декларира борбата против корупција. Она што, да не бидеме само критични, она што позитивно ме изненади е расправата во собрание од 20 декември 2023 година, кога двете клучни тела се договараат со консензус Националниот совет за евроинтеграција и Комисијата за европски прашања однос на документите и на патеката како Република Северна Македонија ќе продолжи напред во однос на евроинтегративниот процес. Нешто што го слушнавме и во излагањето на колегата од Хрватска. Ако политичките елити
Македонија е мала, со ограничени ресурси. Не се усогласат во однос на евроинтеграцијскиот пат. Тука дефинитивно таа патека ќе ја видиме со години и со враќање назад. Ќе подсетам само на еден аспект од оние 20 и неколку години на кои што во еден период и бев сведок на новиот процес. Кога во 2001 година Македонија ја подпиша спогодбата за асоциација и стабилизација, од моја перспектива размислам дека би било добро ако до крајот на мојот професионален век ја почувствуваме Европската унија од нас. Сега мислам дека тоа е прашање кое што може би е неостварливо и за следната генерација, потомците да го дочекаат тој момент. Моментот со процесот на визната либерализација. Македонија во еден процес беше инструирана да работи интензивно на билатерални договори со земјите од ЕУ за укинување на визните обврски кои што постојат. И тоа се правеше привично, би рекол, со некоја динамика која што не беше агресивна. Значи, ако Македонија постигна некои 5-16 такви договори и одеднаш доби препорака, добро, тоа е добро што го направите, меѓутоа не важи тоа. Сега ќе направите хоризонтален, односно вертикален договор со сите земји преку Европската комисија. Значи, во тој дел, ако сте бавни во процесот, ако не го работите тоа со целосна посветеност и со екипа која што тоа ќе го брани со аргументи, ќе имаме вакви чекори кои што ќе значат и инвестирање на средства, без да се постигнат резултати, и една голема неизвестност која што со нови политички одлуки, кои што сигурно ќе ги носи Европската комисија, тој пат ќе се растегнува и ќе се одолговлекува. Значи, поентата е инвестирање, ако во процесот на донесување на законите преовладуваат партиските желби, тогаш веројатно треба се подсетуваат на кодексот, кој што доминантно ги има вредностите, и тоа се вредностите кои што треба се пресликуваат во законите кои што треба ги донесуваат Македонија. Бидејќи сите избрзани решенија, без соодветна дебата, во одреден момент ќе значат неури во нивното спроведување. Благодарам.